За 7 дена владата треба да изготви финансиска конструкција за зголемување на платите во акционерско друштво Пошти. Ова е епилог од средбата помеѓу директорот Јани Макрадоли со вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики, но и со представници на синдикатот. Откако ќе биде изготвена финансиската конструкција, ќе се одржи повторно средба на вице-премиерот со синдикалните организации и управниот одбор за усогласување на динамиката за линеарно покачување на нето платата на вработените во Националната пошта. Според предлогот на синдикатот кој е прифатен од управниот одбор на Пошта, платите во оваа компанија треба да се зголемат за 3000 денари, почнувајќи од март. Сепак, дали ова ќе биде и на вистина така ќе се знае по 7 дена за кога е закажана нова средба со вице-премиерот Битики. Одлуката на владата да се занимава со прашањето плати во акционерското друштво Пошта доаѓа по притисокот од синдикатот кој во неделата требаше да одржат протест, но по добиените сигнали за поинакво решавање на проблемот, протестот беше откажан. Во меѓувреме, владата ги прекина разговорите за усугласување на платите со УПОС, што кај синдикатот предизвика ново незадоволство. Поради прекинот на социјалниот диалог и неинформирањето на синдикатот, јавно ќе повикуваме сите членови на синдикатот на УПОС и сите вработени во управата и правосудството кога синдикатот ќе повика да го искажеме незадоволството преку прекин на работа и излегување на протест. Доколку не се предвиди усогласување со минималната плата, ќе се договориме сите синдикални организации за времето и начинот на одржување протест. Велат од УПОС. Од УПОС потенцираат дека во моментот има од 15.000 до 16.000 вработени кои земаат плата со закон во јавниот сектор и доколку нема измени, нема да добијат ниту минимална плата, ниту било какво друго осугласување со плати.